Почитувани гледачи, деновиве се навршува еден временски период од една година како градоначалникот Никола Чилиев ја практицира функцијата во рамките на општина Кочани. Поради тоа е, претпоставувам, и одличен повод да направиме емисија во која ќе се навратиме на 12 месеци за се она што е реализирано, проблемите со кои се содрувале или соочувале во локалната самоуправа и се разбира проектите и она што радува, она што е реализирано. Во таа насока емисијата ја реализираме на Пониква во кругот на информативниот туристички центар со цел да од високо што се вели да погледнеме на сите овие работи и да ви донесеме еден извореден амбиент од Осоговието. Градоначалниче, претпоставам дека имаме одлични услови и временски и секакви да реализираме успешна емисија. Благодарам на поканата. Да, како што рековте, условите се прекрасни. Се надевам дека ќе имаме успешно интервју и интервјуто е со цел и со намера да ги запознаеме нашите сограѓани поблиску со тоа што ние го работивме и го сработивме во изминатиот период, колку што сум начело на локалната самоуправа на општина Кочани. Ја користам оваа прилика исто така да ги поздравам гледачите на телевизија Кочани. Бидејќи сме тука, вака првите импресии, овој уреден простор на вистина фасцинира и едноставно е мамка за сите оние кои не биле овде, не го виделе, да дојдат и да ја посетат Пониква. Да, вистина, имате право, ова е едно прекрасно место, прекрасна гледка. Денеска за среќа имам и прекрасно време и ви благодарам што ја одбравме току оваа локација за да го направиме ова интервју. Не само заради местото, туку и символиката што сакаме да ја дадеме на сето она што го планираме и што го работиме и што сакаме да го работиме во идниот период, она што е поврзано со и за Пониква. 12 месеци сте на функцијата градоначалник. Кои се искуствата, впечатоците, глобално би рекол накратко да се осврнеме, за да почнеме со конкретни прашања? Па, да ви кажам дека ова е прво мое соочување со јавната администрација, бидејќи откако почнав да работам постојано во делот на работам во компании каде што работата е сосема различна од ова што го работам и сметам дека ова искуство кое го собрав за ова година е доста добро и неопходно на вистина за да видите и од еден друг агол како се практицира или како функционира една локална самоуправа. Не можам да се пофалам и да кажам дека со сето она што го имам како искуство, дека сум задоволен и среќен како функционира една локална самоуправа. Тоа е мотив повеќе да работиме и да создаваме услови, работите кои што приметивме дека не се како што треба и да не изнајдеме начин да ги промениме се со цел локалната власт да се практицира и да функционира на поедноставен начин. На вистина, во изминатиот период, една година, покрај времето што ми беше потребно за стекнување на искуство и сознавање на функционирањето на локалната самоуправа, исто така ми беше потребно време и да се прилагодам на одредени начини на функционирањето на локалната самоуправа и секако во тој период и приметив работи и нелогичности кои на вистина не ми се допаѓаат и на вистина го кочат како планирањето, така и развојот на Кочани и на целокупната локална самоуправа. Веројатно ова не е проблем само на Кочани, веројатно и во останатите градови во Македонија и од тука мислам дека час побрзо треба да се зафатиме со некои реформи кои ќе допринесат за поедноставно и полесно функционирање на локалната самоуправа, што во принцип е и задача на локалната самоуправа да нуди услуга на граѓаните на општините каде што живеат. Додиме сега конкретно. Што е тоа што го планиравте, што го имавте зацртано во вашите планови и што го реализиравте во текот на изминатата година? Пак би рекол општо прашање, меѓутоа ќе се осврнете посебно на проекти, на некои прашања кои се би рекол или системски и организацијски. Па уште на одговорот на првото прашање рековме дека ова е прво мое соочување со администрацијата
и со локалната самоуправа. Сигурно дека ми требаше еден период за да ги видиме, осознаем работите како функционират буџетски. Вие знаете дека јас дојдов на крајот на октомври, значи за некои десетина дена се навршува една година од преземањето на функцијата, што значи дека во еден период каде што повеќе или помалку припремите околу буџетот за 2018 година беа направени. Беа направени заради тоа што од една страна роковите беа доста тесни, значи немаше време за некакви поправки, а од друга страна и секако, како што реков, моето основно сознавање и запознавање со буџетот не дозволуваше многу комоција во креирањето на буџетот. Меѓутоа, можам со задоволство да констатирам дека она што го беше предвидено во рамките на буџетот на расположивите средства, ние на еден или друг начин успеавме да го реализираме буџетот. Пред се овде мислам во делот на капиталните инвестиции, значи она што го планиравме како капитални инвестиции, сметаме дека во целост ќе го исполниме. Со буџетот за 2018 година беа планирани 11 улици да бидат направени во Кочани во вредност од 30 милиона денари. За наша среќа, за помалку средства ние успеавме, благодарение на транспарентноста, да реализираме 16 улици, податок што секако не радува и обврзува и не охрабрува во идниот период и понатаму да продолжиме колку што е можно потранспарентно со проекти кои ќе бидат во интерес на граѓаните, да работиме и да ги задоволуваме, односно решаваме проблемите на граѓаните на општина Кочани и целиот регион пошироко. Што се однесува до реализацијата на другиот дел на буџетот, морам да ви кажам со задоволство дека она што го предвидовме во делот на спортот, на културата и на се она што се вика будижки корисници, ние ги спочитувавме 100%. Значи, сите обврски кои што ги имаме, односно кои ги ствараме во текот на работењето, во целост ги подмируваме. Ако на сето ова го додадеме и податокот, фактот дека кога дојдовме на 25 октомври, наследивме долг на основниот буџет од 49 милиони денари за работи извршени во минатиот период, како и додатните фактури кои што пристигна од 27 милиона или вкупниот долг од 76 милиони денари, ние на крајот на мај месец завршивме со расчистување на старите долгови. Нешто што навистина граѓаните треба да го препознаат и да го почитуваат, бидејќи замислете 76 милиона денари долгови за стари обврски, односно за работи кои се завршени во изминатиот период, ние да ги имавме на располагање, каков ќе беше нашиот резултат и колкава ќе беше нашата инвестиција во инфраструктурните проекти. За жал, и тоа што е сработено мора да се плати и дека навистина ние водиме сметка за сите чинители и сите изведувачи кои што учествуваат во работите во градењето на инфраструктурните проекти или било какви услуги на општина Кочани, да сите бидат навремено исплатени, се со цел да не ги доведеме нашите комитенти во неповолна состојба, односно со ненавремено плаќање на нашите обврски ги доведуваме и фирмите во незавидна положба. Вие сами знаете како медиум, она што долго време го разговаравме и договаравме и она што го постигнавме во целост го почитуваме и секој месец вашите фактури се платени, така и со сите други кои учествуваат во буџетските средства. Тој принцип што го наметнавме на рационализирање на трошоците и на измирување на сите обврски, односно пуштање на нашите нози толку колку што ни е чергата, мислам дека ќе продолжи во следниот период и ни дава доста голема комоција во делот на договарањето со сите наши партнери, од кои што бараме само почитување на она што е договорено, односно почитување на роковите и квалитетот кој што е договорен, а за сето друго ние сме тука да ги исполниме нашите обврски. Сега, кога општинскиот буџет или општинската каса е растеретена, би рекол, од тие обврски, дали чувствувате така поголема слобода да влезете во амбициозно во нови проекти кои се разбира локални интереси на локално ниво? Не може да зборуваме за огромни суми и за огромни проекти, меѓутоа кога зборуваме за општинскиот буџет, се знае она што е приоритет. На
предходното прашање сакам да додам уште еден факт, да го довршам. Значи, ние зборувавме за сега само за функционирањето на основниот буџет. Покрај основниот буџет ние имаме и делегиран буџет во делот на образованието. Нешто со што можеме исто да се пофалиме, бидејќи кога дојдовме, кога ја презема функцијата, наследивме долг на образованието нешто на 43 милиона денари. Значи, со рационализацијата на трошоците и во образованието, со променување на клучот на расределата на блок дотацијата, средството кои што ги добиваме од централната власт, успеавме за 9 месеци да ги намалиме долговите во средното образование за 9 милиони денари и долговите на основното образование за 3 милиони денари, што е вкупно 12 милиона денари. Сега во моментот сме во фаза на размислување за корекција, ребаланс на буџетот, со што предвидуваме додатни да пренамениме за расчистување на старите долгови 5 милиона денари, кои ги заштедивме по еден и друг основ во образованието, и со тоа до крајот на годината ќе измириме од старите долгови негде околу 17 милиона денари. Ова темпо планираме да продолжи во наредниот период, дури очекуваме и додатни средства кои што сега веќе со сигурност ќе ги заштедиме во делот на рационализацијата на трошоците за превоз на ученици, нешто што на вистина му недостасуваше на Кочани, можеби и на други градови, меѓутоа нашата упорност, да не кажам мојата упорност, на крајот и покрај сите критики ги даде очекуваните резултати и ние сме на добар пат да долговите во делот на образованието во целост ги измириме. Замислете, ние зборуваме да немаме средства за поправка на една врата во училиштата, а да не зборуваме за покапитални инвестиции, а само за 9 месеци да заштедиме 12 милиона денари, тоа се околу 200.000 евра. Значи, секоја година, само со ова што ние за 9 месеци го заштедивме, едно училиште комплетно ќе го реконструираме и да го направиме пристојно за обвивање на функцијата за која е наменато, односно за давање на образование со сите потребни додатни инструменти кои се потребни за обавување на образованието. Со ова темпо, кога би се растеретили, кога би се раздолжиле кон основното и средното образование? Година-две? Не сакам да бидам преголем да прогнозирам, меѓутоа нашите очекувања со темпото што одиме, очекуваме 90% да го расчистиме целокупниот долг до крајот на следната година. Така ќе одиме и со буџетот, така одиме и со нашата проекција, бидејќи навистина сме оптимисти и она што го гледаме и што го работевме ова година ни дава за право дека проценките кои ги правиме се реални и остварливи. Така, при тоа дали сите обврски, односно сите услуги кои ги се пружаат по тој основ од образованието се трасирани и добро течат, ако разбрате прашањето? Да, па она што е планирано, значи она што е задача и на образованието и она што е планирано со буџетот, навистина ние во целост го остваруваме. Тука не гледам некои посебни проблеми. Рековме дека единствено што на образованието во овој момент недостасуваат многу нешто. Значи, јас лично не сум задоволен со она како што функционира образованието и навистина дека ни се потребни огромни чекори, храбри чекори, се со цел да направиме реформи кои на крајот ќе дадат резултат, а резултатот е добро образование, квалитетен производ на крајот кој добро ќе се продаде на пазарот на трудот, нешто што овој момент недостасува не само на Кочани и на Македонија. Меѓутоа реков дека за ова ни се потребни похрабри чекори и секако поддршка и од централната власт. Ние ги имаме веќе направено сите анализи кога веќе зборуваме за образованието, значи ги направивме сите анализи и точно знаеме каде се пропустите. Меѓутоа тие пропусти да се решат, навистина е потребна поголема храброст, бидејќи ние се соочуваме подолг период со овие проблеми, не се тие проблеми од вчера или ќе настанат утре, значи тоа се можеби проблеми со кои се содруваме десетици години, бидејќи во континуитет во изминатите 20 години бројот на учени се намалува, додека бројот на персоналот не се намалува, туку расне. Значи, нешто не функционира и нешто не е како што треба. И од тука мислам дека треба многу похрабро да ја направиме анализата и да погледнеме реално да погледнеме во проблемот, се со цел да најдеме и решение. Еден од проблемите покрај тоа што е давањето на средства, односно офрлањето на средствата,
Има и друг проблем, поготово во училиштата во руралниот дел. Тоа е еден проблем кој е двостранно. Прво, имаме училишта каде што имаме поголем број наставен кадар отколку број на ученици за да функционира тоа училиште. Еден е проблемот што ние правиме трошоци за патување, за плати на персоналот, меѓутоа од друга страна правиме уште еден проблем бидејќи ние се соочуваме, имаме паралелки по 1 до 2 деца, значи се доведува во прашањето и социализацијата на тие ученици, а од друга страна и квалитетот на образованието, бидејќи знаеме дека конкуренцијата е нешто без што не се може, а во овој сегмент на вистина нема никаква конкуренција и затоа мислам дека тие деца кои се здрави прави на крајот не се претворени у производ кој треба да се продаде добро на пазарот. Сметам дека час побрзо треба да го погледнеме реално тој проблем и да почнеме да го решаваме. Така, тоа е глобален проблем на државата и верувам дека и добро што потекнува што вака размислувате од овде од Кочани, инаку верувам дека образованието е проблем сериозен на државата. Кога сме кај образованието, знаеме како функционираше превозот на учениците во минатото, до сега што се вели. Кои се вашите визии, како понатаму треба да функционира за да биде и економичен, и сплатлив и функционален? Па вака, вие знаете уште на почетокот кога дојдовме, кога ги направивме првичните анализи, кога видовме од каде доаѓаат проблемите, секако дека се наметнуваше едно прашање како да го решиме проблемот. И за мене решението на проблемот беше јасен и едноставен, дека ние функционираме во пазарно општество и треба сите работи да ги поставиме пазарно. И основната работа на која се посветивме беше тоа дека после сознанието дека превозот на учениците во минатото се вршеле и во минатата година, односно и во текот на минатата учебна година се вршеше по цени неколкократно повисоки од пазарните цени, нешто што на вистина е недозволиво и недопустиво. И ние се посветивме на вистина да изнајдеме едно решение на подолгорочни стази, проблем се со цел да едноставно повеќе не се размислува на ова решение и на вистина на крајот и покрај сите притисоци кои што ги имавме и од превозниците и од дел од политичките партии, од да не кажам од граѓани, бидејќи на вистина кај нас се уште е сваќањето, трошењето на парите на граѓаните се сведува на нешто како трошење на туги пари, нешто што на вистина на мене не ми се допаѓа и во повеќе наврати пробав и во обраќање до граѓаните, значи да не вршат притисок во такви моменти бидејќи на вистина се работи за парите на граѓаните. Тие ги плаќаат своите обврски, своите давачки према општината и дека тоа или према државата се едно е и дека тие пари треба да бидат рационално искористени, а не фрлени. Ние се соочувавме во овој момент додека водевме битката и со превозникот, и со дел од политичките партии, и со граѓаните, значи дел од граѓаните притиска на нас. Нас не интересира превозот. Превозот биде и се реализира. Меѓутоа се реализира на начин како што заговаравме, како што се договаравме, како што е реално по пазарни цени, а не по цени кои што ги диктираше превозникот неколку пати повисоки. Значи не значи дека овој процес одеше лесно, навистина имавме огромни притисоци, дали ќе успееме и нашиот предизвик не беше ни малку лесен и едноставен. Едноставно бевме оставени, односно јас бев оставен сам во одлуката и ризикот дека може да се случи и да пропадне таа јавна набавка и да немаме организиран превозот на ученици беше присутен. Меѓутоа, кога влегувате во една ваква работа, треба да бидете храбри и да бидете одлучни, бидејќи знаете дека позади вас е законот и дека правите нешто со што и на кратки стази, а на подолгорочни стази на вистина ќе даде огромни резултати. Еве на крајот, успехот е овде, успеавме да постигнеме, да реализираме превоз на учениците по пазарни цени, нешто што до сега не било замисливо. Дури на одредени релации имаме и пониски цени од пазарните цени, нешто што е незапаметено и ова не охрабрува да и во иднина продолжиме со оваквото практицирање на власта на целата општина. Ќе донесе ли тоа значајна заштеда на средства на општинската каса? Апсолутно. Значи во образованието само по тој основ, верували или не, по сегашните проекции, иако имаме помал број на ученици за превоз и така натаму, само ова година проекцијата дека ќе заштедиме преку 9 милиона денари, значи тоа се нешто повеќе од 150.000 евра, нешто што е недопустиво да биде фрлено во бунар.
Така. Дали ќе биде слична состојбата и со линискиот превоз на граѓаните? Да, токму така, значи линискиот превоз кој беше прекинат едностранно од страна на превозникот, бидејќи постапката, односно линискиот превоз што се обавуваше во општина Кочани, имаше примедба од ревизорот дека е направен на нетранспарентен начин, односно имавме налог да истиот биде поништен и ја обновивме постапката на начин како што предвидува законот и според условите што ни беа наметнати од страна на Советот на општина Кочани. Значи, во два наврати, за жал, не успеавме да ја реализираме таа набавка, односно превозникот даде повисока цена од цената што беше проектирана од страна на Советот и од тие причини тоа беше доволна причина ние да го прекратиме, односно да го поништиме на јавната набавка и да одиме во нова јавна набавка. За наша среќа ние ја повторивме, односно по трет пат направивме јавна набавка. Се јави превозникот веќе е избран. Денеска тече рокот на последни жалби, значи последниот ден на жалба, до денеска нема ни една жалба, не очекуваме никаква жалба и очекуваме превозот, односно линискиот превоз, субвенциониран линиски превоз да почне да функционира од понеделник. Значи останува уште гаранција од страна на превозникот да ја достави гаранцијата и да поминеше денешниот ден без жалби. Со тоа ќе бидат отстранети сите пречки и превозникот непречено ќе може да го обавува субвенциониран линиски превоз од понеделник. Што значи дека граѓаните од понеделник, очекувам, тоа се моите очекување, дека ништо нема да не спречи, дека ќе можат повторно да го користат линискиот превоз субвенциониран 20 денари, 10 денари плаќа локалната самоуправа и 10 денара патниците кои што ќе го користат линискиот превоз. Утрово прочитав дека еден француски град воведува бесплатен градски превоз. Пред тоа го направиле многу повеќе градови низ Европа. Дали во некоја да речеме перспектива може да се размислува и е добро еден град како Кочани да биде пионер во Македонија со воведување на бесплатен градски превоз? Па, секоја идеја заслужува свое внимание и ова убава идеја заслужува да биде изанализирана и да се види што е тоа што како средства, буџетски средства се потребни за реализација на еден ваков проект. Значи секако дека идејата е добра за поздравување, меѓутоа сепак вие знаете дека споредуваме градови во Франција и пошироко во Европа каде што и буџетите се сосема други. Јас во разговори, размени на мислење со мои колеги од Бугарија и од Словенија, например, само ќе ви кажам дека Крањ, еден град збратимен кој што има 58.000 жители, има буџет од 70 милиона евра. И како можете да се споредувате со Крањ или со било кој друг европски град каде што буџетите се планираат и проектираат на еден сосема друг начин, со други средства и средства кои што може да ги оствари, односно да ги собере општина Кочани, тоа се на ниво негде околу 3 милиона евра на основниот буџет. Навистина тешко за споредливо и тешко замисливо за реализација на сите проекти што ни стојат отворени. Добро, него мислев тоа од аспект на финанси повеќе од ефектите. Помалку возила во центарот, луѓето би се чувствувале послободно, полагодно. Има многу анализи во тој план, но тоа е некоја перспектива на која може да се разговара во некои идни времења. Говорете да се навратиме сега за да функционирате квалитетно, веројатно ви е неверојатно, туку сигурно ви е потребна и соработка и со советниците и со централната власт. Како ја оценувате после 12 месеци практицирање на вашата функција? Така, она што се однесува до нашата соработка со Советот на општина Кочани, навистина морам, јас во повеќе наврати ја искажав моето задоволство и мојата благодарност и навистина во изминатиот период имавме солидна соработка и ако направиме анализа ќе видите дека најголем дел од одлуките што се носени во Советот се доносени со огромно мнозинство, да не кажам едногласно, што покажува прво дека ние носиме проекти кои се во интерес на граѓаните и дека се препознаени од сите советници и затоа се изгласани и дека
практицирањето на една таква политика каде што ќе нудиме само проекти кои се во интерес на граѓаните и дека и со советниците од било која политичка партија разговараме и договараме само за ефектирање, односно за реализација на проекти од интерес на сите граѓани. Не очекувам еден друг привод, освен дека и понатаму и во идниот период дека ќе имаме целосната поддршка на Советот и само така можеме заеднички да одиме напред. Но потом знаете понекогаш малку да ги искритикувате во одредени ситуации ако поминат можеби некои така овластувања, да не речам грубо можеби. Така, бидејќи може повеќе морален аспект отколку од законски. Морам да ви кажам дека јас доаѓам сосема од еден друг сектор и дека политиката мене не ми е позната и не можам да настапувам политички, него сум јасен и сето она што не ми се допаѓа, спремен сум секогаш на било кој соговорник да му го кажам јасно и тука можеме да ги споделиме нашите мислења и различни размислувања и од кога ќе ги споделиме, од кој ќе се усогласиме, останува едно да ги реализираме оние проекти за кои што веќе имаме согласност. Да, во право сте, во неколку наврати имаше политички обиди, односно политиката го направи своето, советниците действува штитејќи една или друга политичка партија или да не кажам некој личен интерес, за тоа мислам дека добија соодветен одговор и дека мислам дека и тие се свесни дека за моите искрени и честни намери да практицирам политика, односно носење на проекти и нудење на проекти за усвојување пред Советот само кои се од интерес на граѓаните и мислам дека во иднина не очекувам такви обструкции, едноставно очекувам како и до сега, така и во иднина на вистина проектите да поминуваат, бидејќи тие се од интерес на пошироката баса, односно на граѓаните на општина Кочани. Од исклучително значење соработка со централната власт. Како стои тука работите? Така. Значи важна е соработката со централната власт од причини што локалната самоуправа, односно буџетот на општина Кочани не дозволува комоција за да можете да функционирате независно, значи зависноста од централниот буџет, значи зависност и од централната власт и мислам дека во овој период колку што сум јас градоначалник, покажав дека и во тој сегмент имаме солидна соработка и поддршка и од страна на централната власт. Вие само ако погледнете за десетина месеци или година дена, како сакате да гледате, колку министри ја посетија општина Кочани, веројатно во изминатите неколку години не дошле толку министри. Тоа покажува дека нашите контакти и нашите реални заложби за решавање на реалните промени на нашите граѓани, нешто што министрите и во владата на Република Македонија се препознаени и за што добиваме поддршка. Значи не само поддршката на збор, ние веќе реално имаме добиено средства со кои што реализираме дел од проектите во општина Кочани. Тука пред се би спомнал, иако не е тоа надлежност на локалната самоуправа, меѓутоа со добрата комуникација со Министерството за култура успеавме да обезбедиме средства за целосно надворешно реконструирање на Центарот за култура, популарното кино, нешто што на Кочани му недостасуваше во изминатите 50 години. Со ова реконструкција мислам дека Кочани ќе добие во централното градско подрачје една зграда со која ќе се гордее бидејќи ќе биде препознатлива. И очекувам дека по завршувањето надворешното санирање на зградата, очекувам дека ќе најдеме на разбирање во централната власт, во Министерството за култура, да продолжиме со реконструкција и на натрешноста на Центарот за култура, нешто што на Кочани навистина му недостасува. Понатаму, во делот на реализацијата на проектите добивме поддршка од централната власт, во делот на реализирањето на неколку инфраструктурни проекти во делот на ромското мало, значи добивме некои 6 милиона и 300 илјади денари кои се многу важни за реализацијата на неколку инфраструктурни проекти во делот на ромското мало, како во патната инфраструктура, така и во делот на потпорните зидови, нешто што во тој дел недостасува. И не само средствата кои што ги вложивме во ромското мало од централната власт, туку општина Кочани додатно издвојуваше средства од својот буџет, се со цел да ги намали и да ги реши најгорчливите прашања на граѓаните од тој дел на Кочани. Понатаму добивме во делот на поддршката од Агенцијата за рурален развој, добивме 2 милиона денара
средства што беа далеко доволни за реализирање на дел од патниот правец од така нареченото место Крушка во правец на Полаки во должина од 800 метра, патен правец кој во моментот се изведува, нешто што ќе ги намали проблемите и на жителите во тој регион. За реализација на тој патен правец покрај 2 милиона денари од централниот буџет, односно од Агенцијата за развој, за поддршка на руралниот развој, значи ние како локална самоуправа од сопствениот буџет издвоивме 2,5 милиона денари, се со цел да биде реализиран тој проект, односно тој дел од тој патен правец. Кога се очекува да биде реализиран? Па очекуваме до крајот на октомври, да не кажам очекувам до крајот на неделата, може би ќе го завршиме, меѓутоа очекуваме уште неколку поправки кои треба да бидат направени пред асфалтирањето, така да во зависност од временските услови може да се заврши во текот на неделата, меѓутоа најдоцна до крајот на месец октомври тој патен правец ќе биде завршен. И како што гледате во делот на поддршката од централната власт, кога патувавме према Пониква, сами забележавте дека стратешки најважниот пат кој што е за развојот на Пониква, на туризмот на Пониква, нешто што патен правец кој беше изграден точно пред 40 години и не реконструиран, кој беше навистина доста оштетен, со поддршка на Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за државни патишта, во неколку наврати разговаравме и покрај тоа што малкумина очекува, меѓутоа нашата упорност даде резултат и еве веќе патниот правец почнува да се реконструира, паркинг плацот и целокупниот во должина, значи патниот правец од Пониква во правец на Кочани во должина од 10,4 километри со вредност од 102 милиона денари, очекуваме дека ќе биде реализиран во целост. Не можам да кажам дека ќе успееме ова година целосно да го реконструираме, меѓутоа фактот дека успеавме да го отпочнеме оваа година многу кажува за нашата упорност, се со цел да ги подобриме патната инфраструктура во делот на Пониква. Овој патен правец е многу важен и навистина сум многу среќен што успеавме да реализираме со поддршка на централната власт една таква инвестиција. Иако се на се погледнеме, значи за овој временски период, овие средства кои што јас ги наброив се близу до 2 милиона евра, нешто што било незамисливо во минатиот период и за подолг период. Ова ме охрабрува да продолжиме со оваа политика, значи како на локално, така и на централно ниво, да градиме политика на разбирање и на соработка, се со цел да што е можно поголем дел од инфраструктурните и другите проблеми кои ги мачат граѓаните, односно жителите на општина Кочани, бидат реализирани што е можно побрзо. Тоа може да се случува само со поддршка на централната власт, а секако многу тешко со основниот буџет кој, како што рековме, секоја година е потенок. Сигурен сум дека со нетрпение очекувате поддршката од централната власт која е дадена, меѓутоа која треба и практично да се реализира, а се однесува на детска градинка, на дом за стари лица и се разбира тука неизбежно мора да се спомене проектот Речани. Токму така. Значи, морам да ви кажам дека кога зборував за искуствата од функционирањето на администрацијата, токму ги темелев и на овие неколку сознанија кои сега ќе дојдат директно изразени во одговор на ова прашање кој што го поставивте. Значи, од првиот ден кога дојдов на местото градоначалник, почнав да се занимавам со лобирање во централната власт за изградба на детска градинка, нешто што на Кочани многу недостасува. Првиот проблем со кој што се соочив и трае уште и денеска е немањето на соодветна локација предвидена со деталниот урбанистички план на Кочани. Прво што ни требаше, ние сами на себе да направиме, значи за да изградиме една детска градинка, ни требаше детален урбанистички план каде што ќе биде предвидена детска градинка. Тој процес, веровали или не, трае до денеска. Дури вчера добив потврда одговор од Министерството за транспорт и врски дека ревизијата на урбанистичкиот план за градска четврта 9 е завршена вчера и дека дури сега можеме да отпочнеме со реално планирање за изградбата на детската градина. За наша среќа,
и добрата соработка, посебно добрата соработка морам да нагласам со Министерката за труд и социјална политика, која имаше разбирање во меѓувремено, бидејќи проектантите кои беа задолжени за проектирање на детската градинка, има рок, зададен рок, и во колку ние не постапем во тој рок, значи ќе го изгубевме и проектот, а не изградбата на детската градинка. Прифатија со локацијата која што ние цврсто бевме убедени дека ќе биде одобрена од страна на Министерството за транспорт и врски, да биде направен проект. Значи проектот за изградба на детска градинка, финансиран од страна на Светска банка преку Министерството за труд и социјална политика, е веќе готов и чека на нашиот детален урбанистички план и понатаму издавање на градежна дозвола и секако јавна набавка за изградба на тој објект, нешто што очекувам во следниот период да се одвива забрзано. Која е локацијата? Локацијата е над каналот на местото Дрчевик, негде во близина на социјалните, испод социјалните згради. Значи, убава локација, меѓутоа и проектот е многу убав. Јас за среќа имав ретка можност, за разлика од многу други, да го видам овој проект, од кој навистина сум изненаден. И јас во неколку наврати веќе нагласив, значи, тоа беше конкурс од страна на Светска банка за изvedба на детска градинка која по посебни стандарди и ќе биде за покажување како некое посебно достигнување во делот на детските градинки за целиот регион. Проектантот е еден словенец, прекрасен млад дечко кој има добивано повеќе награди за проектирање на вакви детски установи. Нешто што верувам дека Кочани во идниот период ќе биде горд и ќе се гордее. Така, со домот за стари лица? Истиот проблем или сличен проблем да имаме и со проектот за домот за стари лица, значи старичкиот дом. Ние наследивме готов проект со кој очекувавме дека веднаш ќе почнеме да градиме и аплициравме. Значи тој проект е аплициран, меѓутоа колку подлабоко навлекуваме во суштината во реализацијата на проектот се соочуваме со разни проблеми. И таму се соочуваме со еден проблем и сега бараме решение како да го решиме, и ако проектот е во позамашна фаза во делот на реализацијата и планирањето на средства за овој проект, ние во овој момент откривме дека првин локацијата каде што е лоциран старичкиот дом, проектот е изработен на една стара локација, односно на локација според тогашниот постоечки детален урбанистички план. Во меѓувремено, деталниот урбанистички план за таа локација е променет, а додека проектот е оставен да стои на старата локација. Значи сега ни престои промена на тој дел на проектот каде што треба да биде прилагоден според сегашниот детален урбанистички план, нешто со како ќе ни одземе време. И меѓутоа, според она што го имам како сознание од централната власт, овој наш проект е високо оценет, бидејќи е направен според сите современи стандарди за вакви домови и еден од двата проекти кои во моментот стојат во централната власт за финансирање, и од тука очекувам дека и покрај проблемите кои што ги имаме со проектите, дека сепак ќе најдеме на разбирање и на трпение кај надлежните институции се до исправање на овие проблеми кои што ги имаме со овие проекти. И не само овие проекти, значи нема проект кој го имаме готов, кој е целосно завршено онака како што треба и непречено можеме да го работиме. Значи се соочуваме со огромни проблеми со сите улици каде што имаме проекти, не е завршена или експроприацијата, или имаме спор со експроприацијата, или имаме спор со проектот, бидејќи имаме улици што се проектирани со ширина од проектот е 5 метри, а на лице место имаме 6 метри. Значи преправање на проекти. Едноставно сега во моментот се соочуваме со една улица каде што ние веќе имавме планирано и да биде завршена, меѓутоа кога дојдовме до реализација утврдивме дека проектот е 5 метри, а самата улица е 6 метри. Мораше целокупниот проект повторно да го преработиме и да го прилагодиме на фактичката состојба, се со цел да добиеме проект изведбен кој натаму нема да ни прави проблеми. Значи тоа се искуства кои сега ги собирам и ќе се залагам во иднина кога ќе ги работиме проектите, на вистина да работиме проекти онака како што треба, нека бидат помалку, ама да бидат стварно припремени за реализација. Вака имаме проекти, меѓутоа кога конкурираме за
некаква реализација, веднаш се сопнуваме и реализацијата е навистина тешка и невозможна. Во тој контекст ќе споменам и сега една ситуација со која што се соочувам. Значи, сега имаме еден повик од Светска банка, каде што се однесува за поддршка на инфраструктурни проекти за цела Македонија во висина од 8 милиона евра, средства кои се минимални, меѓутоа шансите да Кочани добие дел од тие средства навистина беа големи и ги направивме сите разговори, меѓутоа кога дојдовме да го реализираме, односно да дојдеме до одлука за задолжување, навистина тоа се доста поволни средства и јас во неколку наврати напоменав дека општина Кочани ги има искористено сите кредити и е кредитно задолжена до горниот лимит, до максимум. Меѓутоа, благодарение на политиката која имавме во ова година, средствата кои ги вративме во делот на кредитите во износ од 28 милиона денари, ни дават за право повторно да конкурираме и да се задолжиме со камата од 0,1%. Тоа е исто како да добивате средства на поклон. Бесплатни пари. Да, бесплатни пари. Со грејс период од 3 години, 10 години рок на враќање, нешто што е незамисливо и ние би направиле се со цел да ги добиеме или да добиеме дел од тие средства и да полесно реализираме дел од проектите кои ни се како задача или како проекти предвидени за реализација на општина Кочани. Со ова сакав да кажам, значи кога дојдовме да пријавиме во Светска банка проекти, ние немавме ни една улица расчистена со која што можеме да кажеме ево ова улица ни е спремна и вредноста е 9 милиона денари или не знам колку и со Давајте пари да ја градиме. Значи пред да градиме. Значи сега повторно се соочуваме со истата проблематика, бараме ревизија на проектите и пробаме се што можеме да направиме најбрзо, се со цел да можеме да одговориме на повикот од Светска банка кој трае до 15 ноември. Так. Години, би рекол и децении минуваат, Кочани има едно изворено богатство, тоа е геотермалната вода која стои неискористена. Вие неодамна имавте контакти, разговори во Бугарија и на други такви средби каде што се разговара за оваа проблематика. Има ли некои оптимистички најави за тоа како и каде може да се искористи геотермалната вода? Значи, сите добро знаеме со какво природно богатство располага нашата општина, која за жал е неискористено. Во изминатиот период дел од водата беше користена за загревање на оранжериите, нешто што на еден и друг начин беше оправдано. Меѓутоа, со менувањето на климата и сами гледаме дека оранжериите имат сосема малку потреба од користење на топлата вода, нешто што нас не загрижува и од самото доаѓање, значи еден од приоритетите кои си ги ставив, она што ни стои како природно богатство да пробаме да го искористиме на еден начин на кој навистина ќе биде полезен и ќе биде од корист на сите граѓани на општина Кочани. Размислувањето околу загревањето на општина Кочани односно на централното градско подрачје со топлата вода се покажа како неисплатливо и тој проект е одамна веќе напуштен. Како што реков, во делот на загревањето на оранжериите не може човек да го планира и експлоатацијата на водата, бидејќи како што се менуваат временските услови и оранжериите ги планираат нивните сеидби, така да искористувањето во тој дел на водата е знатно намалено. Јас само како податок ќе ви кажам дека во изминатата година од расположливите количини на вода едва се искористени 27%. Нешто што е недопустиво за едно такво природно богатство кое секој ден го пропуштаме. Од тие причини јас уште на почетокот реков дека размислувам за проширување во искористувањето на геотермалните води на природното богатство кое што го има Кочани во делот на туризмот, односно во бањолошки спа центри. Нешто што гледаме дека дава добри резултати и прекрасни ефекти во соседна Бугарија и сознанието кои што ги добив при последната моја посета каде што бев поканет на 5-тиот конгрес на бугарските спа центри и бањолошки центри, нешто што нашите соседи може да бидат горди, бидејќи се лидери на Балканот по искористувањето на геотермалните води и по изградба на такви системи кои дават значителни резултати и се значаен сегмент во развојот на нивната, не само на општини, него и на нивната држава. Нешто што премногу недостасува.
И мојот мотив да истрајам и што посилно да се посветам на ова работа е од тому што сознанието кој што ги добив каде што излагањата што ги слушнав на тој конгрес во места каде што имат само 6 литри во секунда, 6 литри вода, геотермална вода во секунда со температура од 39 степени, ја користат и тоа многу добро. Во споредба со она што го ние имаме, 75 степени, 300 литри во секунда, е навистина една огромна штета која понатаму навистина не смееме да си ја дозволиме. Значи, јас и таму на моето излагање кажав дека ние немаме искуство како тие што имат во искористувањето на нивните природни богатства, меѓутоа можеме да се пофалиме со природно богатство кое ние го поседуваме, а тие го немат. И кога слушнаа податокот што веќе го изнесов, тоа беше фрапантно и прашат дали се уште стоиме таму каде што стоиме и зошто не почнеме од вчера да го користиме тој природен благодет, односно природно богатство кое ни стои на располагање. И таму побарав, значи повикав, бидејќи таму имаше експерти од повеќе од 7 земји, меѓу кои се водичките во спа центрите Франција, Италија, Германија, Романија, Унгарија, Грција и секако домакинот Бугарија, а ние бевме исто една од учесниците, односно јас како градоначалник на општина Кочани бев единствен представник од Македонија. И таму кога ги презентирав, воедно и повикав заинтересираните да дојдат, да ги погледнат и на лице место се уверат со природните богатства кои што ги имаме, за кои што јас говорев, и секако во колку постои интерес, тука сме ние да седнеме и да разговараме и да се договараме. Нас не е неопходен еден пионер кој ќе започне во тој дел, а верувам дека понатаму сите ќе ги видиме предностите и благодетите што ги нудат ваквите спа центри, и верувам дека во иднина ќе се најдат такви инвеститори кои ќе вложат средства и секако дека тие средства ќе бидат оправдани. А можно ли некое, можно ли некое природно решение да Кочани да добие бања? Во овој момент мислам дека тешко. Тешко. Значи треба да бидеме реални, значи она што го имавме ние како бања, вие знаете дека тоа е руинирано, дека е тоа напуштено до крај и дека навистина таму е тешко да разговарате и договарате за било што. И од таа гледна точка мислам дека е многу тешко да се реализира еден таков проект, што не значи дека е неможно, тоа зависи од Министерството. Штета е толку години при толку толкови количини на вода чии лековите својства се докажани, навистина градот да нема една бања во која би рекол со помали можеби капацитети, во која би се обслужувале, ако не граѓаните само на општина Кочани, можеби малци пошироко регионот, тука се родниците Саса, Пробишти, сигурно би донело многу ефекти. Не мора да биде тоа во бање сел каде што била бањата, затоа што таму ќе биде поскапо да се урива па да се гради, отколку да се прави сосема некој нов објект, некој ново решение. Така е, ние сме сведоци дека во едно време функционираше бањата во Бање и таа беше под надлежност на Министерството за здравство и сметам дека таа надлежност повторно би имало Министерството за здравство во колку смета дека има некаков бенефит. Реков дека треба да учиме од страна на комшиите во тој дел, бидејќи нивниот здравствен систем, односно тие одат толку далеку во делот на законите, така да дел од социјалната помош која тие дават можност да биде искористена за вакви бањолошки потреби и за лекување на луѓето во бањи. Значи, из подзаконските решенија им возможуваат на вистина нивните капацитети да бидат искористени. Сметам дека неопходно е брза реакција, веројатно општина Кочани како сама не може да изнајде решение, мислам не може да изнајде решение да гради таков центар, не само што тоа не е во надлежностите, туку не е можно бидејќи буџетот рековме каков е, а за тоа се потребни поголеми средства. И мислам дека една од работите кои се во надлежност на локалната самоуправа на општина Кочани и треба да бидат направени е да се најдат соодветни локации кои ќе бидат примамливи и интересни за поголемите инвеститори. Јас денеска во интервју за една друга телевизија наговестив дека со изградата на автопатот до Штип и експресниот пат Штип Кочани, значи аеродромот Скопје ќе биде не толку далеку.
значи за некои 40 на 45 минути ќе бидете на аеродром, растојание што е прифатливо и примамливо за секој стран турист да посети еден таков локалитет, и сметам дека општина Кочани што треба да направи час побрзо да најде нови локации кои ќе бидат атрактивни и ќе одговарат за потребите на еден таков спа центар. Локациите кои во моментот ги имаме, прво се блиску до топлата вода, значи до цевководот, меѓутоа како големина парцели се доста мали од една страна, и местоположбата е исто така неатрактивна, бидејќи спа центрите се наменети за луѓе кои што остават или трошат повеќе средства, повеќе пари, и треба и пристапот, и погледот, и сето тоа што ќе биде нападен на еден сосема подруг начин, прифатлив за тие луѓе што имат пари. И оттука моето сознание или сугестии што ги имам и од другите им потенцијални инвеститори е дека треба да се најдат соодветни локации кои ќе бидат попримамливи, се со цел таа инвестиција да биде направена еден ден побрзо. Ако ве разбрав добро, подобро е да почекаме да направиме нешто квалитетно и долгорочно, отколку да брзаме со некои, би рекол, такви, како што ги нареков јас, природни решенија, кои сигурно нема да го решат проблемот и прашањето. Секое решение би било добро, да. Меѓутоа не мислам дека треба да чекаме, значи ние правиме напори за овие две локации кои ги имаме, и ако ние збориме имаме две локации, тие не се чисти, ако го отвориме урбанистичкиот план и таму имаме некои проблеми за решавање, значи, проблеми за решавање, заради тоа што според деталниот план е една намена, според генералниот план е друга намена, и додека тоа се усогласи ќе ни ојде возот. Значи и тие локации кои ги имаме навистина не се спремни. И да имаме денеска ние инвеститор, тој не може да гради, затоа што усогласеноста помеѓу генералниот и деталниот урбанистички план е голема пречка и за моменталниот инвеститор. Меѓутоа и тие проблеми не нас зачаруваат, и ние бараме решение час поскоро да го откочиме овој процес и да навистина најдеме инвеститор кој ќе инвестира во овој дел, а секако дека во втора фаза треба да искористиме сето она што ни стои на располагање како приватно сместување. Ние сите добро знаеме дека добар дел од луѓето што се исели, куќите стојат празни, со мали пренамени, значи покрај сместувањето во вака високи категории, тука ни стои на располагање и приватното сместување, меѓутоа најпрво мора да го направиме првиот чекор и да направиме пањологија, да направиме спа центар. Така, спомнавте капиталниот проект за магистралниот пат. Министерот Сугаревски неодамна најави дека ќе се инвестираат околу 60 милиони евра во овој регион. Како стои тук работи, како таа динамика, колку таа динамика сте задоволни? И од сите тие најави се разбира. Не верувам дека постои градоначалник или граѓанин кој е задоволен со динамиката. Сите ние сакаме овие работи да бидат час побрзо завршени, бидејќи се и потребни и неопходни. Навистина патот, експресниот пат од Штип до Кочани е неопходен и многу потребен како на Кочани, така и на целиот исток. Реализацијата за сега оди, ама не со динамика и темпо кое ние го посакуваме. Очекувам дека во наредниот период со завршувањето на одредени проекти кои се во тек, дека фокусот ќе биде ставен на Кочани, така барем најави министерот, и дека овој патен правец ќе биде во центарот на вниманието и ќе почне неговата поинтензивна работа и изградба. Меѓутоа има уште еден патен правец кој охрабрува, кој ќе се работи, односно требаше од понеделник веќе да отпочне, значи тоа е оставено на изведувачот, каде што е истиот изведувач што го реконструира, врши реконструкцијата на патниот правец од Пониква према Кочани, истиот изведувач е и на патниот правец од Тракање до Пишица, нешто што е навистина многу интересно и многу добро, значи ќе добиеме комплетно ново патно решение од Тракање до Пишица. Нешто што е важно за развојот на селата. И ќе растерети и ќе подобри комуникацијата на селата со градот Кочани, што исто така е многу важно за одржување на населението во тие рурални средини. Значи, патната инфраструктура е една од основните проблеми кои треба да бидат решени, се со цел ова население кое што живее во тие рурални места да остане, и со една добра комуникација тие нема да имат потреба од нови инвестиции, нови средства и градење или купување на станови во Кочани, туку ќе останат таму и ќе го продолжат своето живење таму. Така, Пониква ја споменавме во 2-3 наврати низ други проекти. Сега сме овде на Пониква во вистински природен амбиент.
навистина е прекрасно. Која е вашата визија за Пониква? Еве, почнувате со многу содржини уште за оваа зимска сезона да им се понуди на посетителите што повеќе, што поорганизиран туристички престој. Како ја гледате целата оваа приказна, би рекол, за Пониква? Значи, пред малку зборувавме за едно природно богатство кое го имаме во градот, односно во околината на Кочани, тоа се геотермалните води, нешто што не е искористено. А замислете, само на 20 километри од Кочани имате едно вакво природно богатство кое со години исто така е неискористено. Значи, она што го има како предност Кочани, за жал, за сега не е искористено. И мислам дека нашиот развој во иднина покрај она што ни стои како индустрија и треба да го одржуваме и да го надоградуваме, не треба да ги затвориме очите пред реалноста дека иднината лежи во туризмот. И предностите, природните богатства кои ги има Кочани, кои толку малку се искористени, треба да бидат наша предност, а не наш недостаток, и треба да се концентрираме во решавањето на инфраструктурните проблеми на овие проекти се со цел да бидат ставени во функција нашите природни богатства. Значи, како што реков и самите видовте, дека реконструкцијата на патот до Пониква е нешто што охрабрува дека се движиме во прав правец, секако дека далеку од доволно, меѓутоа е еден од предусловите кои стои прво да имате права патна инфраструктура за да се дојде до овој туристички центар. И навистина ова е едно право богатство да имате ваква патна инфраструктура до ваков зимски туристички центар. Патниот правец се работи, се реконструира. Она што во викендите беше проблем за посетителите на Пониква, тоа е паркирањето. Веќе сами видовте дека дел од аеродромот, значи од асфалтот што се гребе, општина Кочани, значи локалната самоуправа, сопствени средства, го исчисти тој дел и со тампонирање со остатокот од гребениот асфалт го прошируваме уште за толку паркинг места и мислам дека со тоа уште еден горшлив проблем на посетителите на локалитетот Пониква ќе биде разрешен. Понатаму спомнавме дека делот на стазата единица каде што во минатиот период, односно во минатата година, имаше неколку повреди и кршеници. Решивме да го навистина да сезоната ја пречекаме колку толку спреми, барем во тоа што ние можеме како локална самоуправа да го направиме, а тоа е оградувањето на патот што води кон викенд населбата и делот кој не дели од стазата единица. Значи, во тек се активности и до крајот на неделата треба да ги завршиме сите активности во делот на оградувањето. Понатаму, може би не е вкусно, меѓутоа морам да споменам дека зимскиот центар Пониква постои толку години, меѓутоа до сега немаше решение за јавни санитари. Значи, ние веќе не само што се заземавме, веќе го реализиравме. И тоа прашање решено. Значи, решен е и тој проблем. Продолжуваме еден по еден од проблемите да ги решаваме. Ќе бидат ли ставени во функција топовите за оваа зима? Значи, тоа е еден од клучните прашања и клучните проблеми кои мене ме измачува во изминатиот период. И овде имаме еден голем проблем. Проблем во смисол во една ситуација каде што фирмата која што стопанисува со ски лифтовите, со двата ски лифта, ги нема на располагање другата опрема која што е донирана, односно платена со парите на граѓаните. Мепсот пред неколку години направи инвестиција во делот на осветлувањето на стазите, во делот на довод на вода за топовите и во делот на механизацијата за правењето на стазите, опрема која што е доделена на управување на општина Пробиштип и на вистина со години опремата така стои скоро не ставена во функција, а додека посетителите на Пониква трпат заради немање на доволно снег за скијање. Нешто што мислам дека час поскоро треба да се отстрани и во тој правец имам направено повеќе разговори со мојот колега градоначалникот на Пробиштип и навистина го замолив во неколку наврати навистина посериозно да го свати тој проблем и да се со цел да се најде решение со концесионерот на ски лифтовите да ги добие и топовите на начин
според законот, значи секако постојат законски рамки и решенија, се со цел да оваа опрема не скапува вака, туку да биде искористена и да од овие пари кои се навистина пари на граѓаните, и таа опрема не е купена од нешто друго, таа е купена од даночните обврзаници на Република Македонија и навистина треба да биде искористена за потребите на граѓаните. Се надевам и очекувам дека во наредниот период дека ќе се изнајде решение и за овој за сега проблем кој стои и да колку толку она што ни стои во моментот на располагање на Пониква биде решено и дека сезоната ќе ја пречекаме колку толку спремни. Секако дека тоа е далеку од доволно за еден модерен ски центар за каков што размислуваме и се залагаме, меѓутоа за тоа ќе ни треба и повеќе време и многу повеќе средства. Меѓутоа ова што го имаме навистина е многу важно да го ставиме во функција и да на услуга на граѓаните за да можат она што навистина го заслужуваат и да го имат. Отприлика направивме еден пресек на изминатите 12 месеци, ни зона што е реализирано, ни зона што системски се решава или организацијски. И сигурно веќе кроите планови како и што да се сработи и одработи во наредниот 12-месечен период, односно во наредната година. Што да издвоиме во оваа прилика? Па сигурно додека зборувавме овде за дел од проектите, веќе кои што ги споменавме ќе бидат реализација во 2019, бидејќи за жал заради администрацијата или за било какви проблеми, дали за проекти, дали било што, не успеавме да ги отпочнеме со реализација, така да дел од проектите ќе се реализираат во 2019 година. Она што можам денеска слободно да го кажам, дека планираме сериозно буџетот на општина Кочани за следна година да биде уште поразвоен во споредба од ова година и дека само во делот на капиталните инвестиции наместо планираните 30 милиона денари за оваа година, кои што беа за следната година да одиме проектиран буџет со 50 милиона денари, нешто што навистина е храбар чекор. Меѓутоа, според она што го имаме согледување од искуството што го имаме за 2018, ни дава оптимизам и храброст да еден таков чекор и за една таква реализација. Меѓутоа, тоа е само еден сегмент и еден дел од работата која ни стои и која планираме да ја направиме од основниот буџет. Овде не изостануваат исто проектите со кои што веќе имаме аплицирано дали во централната власт или во проекти во прекогранична соработка. Така да општина Кочани во овој момент чека одговор на повеќе проекти со кои што сметаме дека дел од проектите ќе бидат во следната година и реализирани. Она што сакам да го најавам како една од важните придобивки што сакаме да ги направиме за граѓаните на општина Кочани е во буџетот сакаме да влезем реализацијата во делот на поранешна улица Ленинова од раскрсницата кај гимназијата, каде што е дуплиот мост, па до делот до завршувањето на спортската сала. Значи, експроприацијата сакаме да ја решиме и да го пробиеме тој дел. Сакаме сега во моментот го работиме тој проект, значи како проектна задача, проектантите имаат добиено да го направат целокупниот влез и излез на Кочани да оди по таа делница. Сега тоа е задача на проектантите и го чекаме усвојувањето на тој проект, односно на планот, и после тоа ќе пристапиме кон реализација. Првин треба да направиме експроприација на тој дел, а после тоа и реализација на тој дел од улицата. Имаме уште многу повеќе улици кои што ќе бидат реализирани во делот на буџетот и секако многу други инфраструктурни проблеми со кои што се соочуваат нашите сограѓани во делот на канализацијата. Имаме доста проекти предвидено во делот подобрувањето на водоснабдувањето, значи имаме предвидено повеќе препумпни станици со кои што ќе го решиме проблемот со водоснабдувањето во секој дел на Кочани, а исто така аплициравме уште оваа година за реконструкција на цевководот од пумпите каде што се во Грдовци до Кочани, односно дел е до сега реконструиран само околу 1200 метри, остануваат околу 4,5 километра, средства кои општина Кочани ги нема и аплициравме во централната власт и очекуваме одговор на тоа прашање. Имаме аплицирано со повеќе проекти, еден од проектите за кој чекаме скорешна одлука е проектот за овде кој се однесува токму на спортско-рекреативниот центар Пониква. Проектот се вика Осоговски велосипедски рајски патеки
во вредност скоро 700.000 евра и очекуваме, значи очекуваме наскоро да слушнеме позитивна одлука за тој проект и да отпочнеме со реализацијата. Веројатно реализацијата ќе не запати 2019. Меѓутоа нешто што навистина сметам дека ќе биде многу важно и многу добро за Пониква и за целото Осоговие. Понатаму уште една работа да споменам, што процес кој се отпочна и е еден од ретките во Македонија, тоа е прогласувањето на Осоговието за заштитено подрачје, нешто што го работиме заедно со поддршка на швајцарската влада и со Фармахем и со Македонското еколошко друштво, и навистина дека процесот што го почнавме ќе трае, меѓутоа ќе биде добар за идните генерации, бидејќи навистина ќе имаме едно заштитено подрачје, односно природно богатство кое ни го дала природата, она што е оставено до сега барем да продолжи и да биде заштитено за идните генерации. Сигурно очекувате завршување и на филтр односно пречистителната станица која е исто така капитален проект. Не ја спомнавме за тоа. На тој проект не го спомнавме, не спомнавме многу нешта многу работи има кој толку можеме сега да, значи времето ни е ограничено и толку ни дозволува. Да, вие спомнавме пречистителната станица, проект кој е во тек и таму се соочувме со многу други додатни проблеми во делот на експроприацијата на земјиштето, пренамената на земјиштето од земјоделство во градежно. Значи имаме уште точки со кои се мачиме, меѓутоа полека, ама сигурно се гледа крајот на фабриката точно на пречистителната станица, значи тој дел изведувачот ќе го изведе на време. Нешто со што се соочуваме во моментот е делот во изградата на колекторот, значи таму се соочуваме со одредени проблеми како со изведувачот, така и со експроприацијата и со други проблеми. Меѓутоа очекувам дека до крајот на годината ќе бидат градежните работи завршени. Останува само уште делот на колекторот кој не е завршен и некои други приклучоци кои треба да бидат навистина направени, се со цел не само функционирањето, туку да имаме и квалитетно прочистување на водата во целиот овој регион. Ако оставиме некој дел, тогаш ништо не сме направиле. За нас предизвик е и општина Виница да ја прикачиме кон нашата пречистителна станица, заради тоа што капацитетот тоа го задоволува, од една страна, а од друга страна ќе биде и бенефити за сите граѓани, бидејќи и еколошкиот ефект ќе се постигне. Еколошкиот ефект на прво место, ама од друга страна и во делот на трошоците ќе ги делиме, бидејќи кога ќе имаме повеќе учесници кои ќе го делат тој износ за струја и за се друго што треба пати, веројатно и цената ќе биде пониска, и оттаму ние од нашиот проект одвоивме 180.000 франци за студија, за изработка, дали можеме и општина Виница да ја прикачиме на оваа пречистителна станица, нешто што навистина е многу важно. Градоначалниче, во 60 минути навистина тешко да се прозбори за сите оние сегменти од функционирањето на еден градоначалник и на локална самоуправа, бидејќи темите се навистина многу и бараат посебна дебата, посебна дискусија, бидејќи има многу проблеми, како што сами рековте, за да им се долови на граѓаните како сето тоа функционира и што и кои се потешкотиите за да се реализира се она што се планира. Меѓутоа се надам дека ќе имаме понатаму и други прилики, можеби и тематски разговори за поедини прашања. Ние не зборувавме за спортот, не зборувавме за земјоделието, не зборувавме за многу други битни работи за граѓаните кои сигурно сакаат да слушнат што е направено и што се планира да се прави. Меѓутоа, поштовани гледачи, верувам дека и вие ќе имате разбирање за целата оваа ситуација и дека работите едноставно ќе ги дискутираме, ќе ги соопштуваме, ќе дебатираме околу нив тековно со цел транспарентноста да биде она основа околу која ќе се движат сите активности на локалната самоуправа и се разбира на работењето на градоначалникот. Ви благодарам за учеството во емисијата и воедно останува отворена покана во прва наредна прилика повторно да позборуваме, да поразговараме за секојдневните теми. Благодарам и на вас за поканата. И навистина додека вие ја кажувавте одјавата, преку глава ми прелетаа уште многу проекти за кои што воопшто не стигнавме ни да ги споменеме. И од тука мислам и се наметнува и потребата за една скорешна нова емисија каде што на граѓаните одблиску ќе им ги представиме проектите со кои што имаме аплицирано и за кои што чекаме одговор, и секако за проектите за кои што размислуваме во наредниот период да бидат аплицирани во една или друга институција, и секако проектите кои што имаме намера да ги работиме од сопствениот буџет. Ви благодарам на поканата и очекувам следна покана.
Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со градоначалникот Никол Чулиев, реализирано на Пониква во еден планински автентичен амбиент, кој верувам дека и на вас ви се допадна. Ви благодарам за вниманието со кое не следавте и пријатно.